Благодарам. Почитуван председател на комисијата, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Треба да има иницијативи за помош на локалните самоуправи, но со претходно направен план, анализа, приоритети, каде, што, како треба, не вака со паушални или со проформа, но со силна позадина искреирани законски решенија, односно подкуп пред локалните избори. Инаку проблемите со финансирањето на општините ние ги разговаравме и во 2018 кога се носеше законот за реалоцирање на 50 милиони евра на општините и тогаш предочивме дека на тој начин се креираат градоначалници кои што нема да бидат одговорни, ќе станат неработници во иднина, во смисол на недомакинско работење во општините и разуздано трошење на народните пари. Па така, тогаш бевме сведоци како некои градоначалници си го обновуваа возниот парк, плюс тоа за оние градоначалници, не се сите градоначалници во ист кош, можам да кажам, дека на овој начин се навредуваше работењето на оние што домакински ги водеа општините. И проблемот со финансирање на локалната самоуправа или општините е евидентен и не е од сега, години наназад се провлекува, но својата кулминација секогаш ја доживува кога СДСМ е на власт. Бидејќи централната власт, владата, е заглавена во својата безиденост и неработа, во 2018, како што кажав, префрлија 50 милиони евра за општините кои имаа неплатени долгови. На крајот на третиот квартал во 2018, општините и локалните установи должеле 97 милиони евра. Логично би било денес, по исплатата на тие средства, долго да се намали, а општините да работат поодговорно. Но градоначалниците на СДСМ се генератори на неплатени обврски, а фирмите со години чекаат исплата. Па така, согласно извештајот на Министерството за финансии 2 години подоцна, односно септември 2020 година, општините должат 70 милиони евра. За 2 години градоначалниците креирале нови обврски кои се неплатени во износ од 23 милиони евра или зголемување од речиси 50%. Сега пред нас имаме група на закони кои наводно треба да го олеснат финансискиот аспект на локалната самоуправа, ама не да го решат. Затоа ова се адхок решенија, како и од платата на 50% од долговите предходно, и имено владата предлага сега 4,5% од наплатениот просек на ДДВ од изминатите 3 години да се префрли на општините во 2021. Наспроти актуелното решение 4,5% од ДДВ за 2020 година. Согласно ваквото решение, сите 80 општини и градот Скопје ќе поделат вкупно 36 милиони евра наместо 34 милиони евра, но ниту со овие дополнителни 2 милиони евра нема да се реализираат ветувањата кои ги дадоа градоначалниците на локалните избори. Тогаш ветуваа базени во секој град, нови училишта, градинки, булевари, асфалтирање на улици и така натаму, канализации, водоводи, бидејќи немаат реализирано ништо од ова, а ниту пак нема подобрување на општинските услуги кон граѓаните, а им беше ветување во нивната програма. Покрај овој закон, пратениците од мнозинството предлагаат законски измени со кои општините ќе може да ги предимензионираат своите буџети за 50% повеќе отколку во изминатите години. И поради ваквите неразумни предлози градоначалниците се однесуваат како локални шерифи и на грбот на граѓаните прават високи сметки за кафеани, за купување облека, возила, вработуваат партиски војници, делат тендери на блиски и така натаму. И сметам дека овој закон, вака поднесен, треба да се повлече токму во насока на се што претходно напоменав. Плюс тоа, загрижувачки е фактот што власта, знаејќи ја неспособноста на своите градоначалници, им овозможува зголемување на буџетите на товар на граѓаните.
Веќе од 1.1.2022 се најавени покачување на даноците на имот и условно речено, наместо општините да работат за подобрување и проширување на опфатот на даночните обврзици во базите, како и подобрување на наплатата на локалните даноци, власта повторно наоѓа начин како предизборно да им овозможи на градоначалниците со манипулации да ги задолжат општините за непродуктивните трошоци. Со тоа ќе бидат казнети оние граѓани што плаќаат, а пак оние кои со години избегнуваат да влезат во базата на податоци на општините или пак да им се направи реална проценка на вредноста на имотот, нема да имаат никакви обврски. Она што сакав да го предочам, дека имавте во програмата засилување на капацитетите на локалните самоуправи и да се зголеми транспарентноста и отчетноста на општините. Тука можам слободно да ве запрашам како ги засилувате и како ќе го реализирате ова ветување кое што го дадовте, а веќе 4-та година сте на власт и знам дека ќе се браните со молчење, затоа што ќе ви ја представам реалната ситуација во локалните самоуправи. И јас ќе зборувам за газибаба од каде што доаѓа. Реално, луѓето немаат буквално ни соодветни простории за работа, ниту се располага со доволно луѓе или доволно човечки ресурси, буквално еден човек работи на 3 проблематики. За тоа заостануваат предмети, има незадоволство и револт кај граѓаните, буквално немаат ни компјутери, многу пати рачно ги водат работите. Наместо вие да се лоцирате, да се зајакнат капацитетите со она што треба, вие без приоритети повторно си вработувате партиски војници и во локалните самоуправи, па така во еден период, па и сега можам слободно да кажам, дека локалните самоуправи станаа погломазни и поголеми и од македонската армија. Друг еден проблем и покрај законска обврска што има владата и да дените ветување дека буџетот ќе стигне до 80 милиони евра за рамномерен регионален развој, владата се уште издвојува незначителни средства за рамномерен регионален развој. Па тогаш зошто го носевме оној закон за рамномерен регионален развој, плюс тоа и со европско знаменце. Инаку Центарот за економски анализи, она што кажував јас дека треба да се направи план, да се одредат приоритети и како да се распределуваат парите по општините, за да не креирате мрзливи неработници градоначалници, и Центарот за економски анализи бара од владата да се направи соодветна анализа за состојбата, причините, структурата, финансиските и економските ефекти од неплатените обврски од страна на ЕЛС и да ја детектира одговорноста која мора да биде индивидуализирана, а Министерството потоа за финансии да направи соодветна анализа пак на состојбата, причината, структурите, финансиските, економските ефекти од неплатените обврски и да ја детектира одговорноста која мора да биде индивидуализирана. И на крај, соодветно на тоа се бара и јавното обвинителство да покрене истрага по овие анализи и соодветно да постапи таму каде што има основано сомневање за кривични дела. Воедно се бара да се утврди кои општини ќе може да ги репрограмираат долговите со краткорочно задолжување по пазарни услови од страна на самите општини, а кои со краткорочна позајмица од буџетот на Република Македонија. Не вака наврат нанос законски решенија, не вака пред избори, ни за закони можам да ги набројам кои што ги носевте популистички предизбори со цел подкуп, со цел придобивање на гласови, а никако за подобар живот на граѓаните, никако за подобри услуги во општините кон граѓаните. Затоа ќе ве замолам, размислете добро кога се предлага законски решенија, плюс тоа што ви замерувам, не ви замерувам, него тоа е ваша одлука, но и до негде и ве разбирам дека не можете да браните нешто што не се брани. Па така, најверојатно со молчење ќе го браните и ова законско решение, но граѓаните гледаат и ќе судат. Благодарам.